Само неколку дена по првиот круг гласање, кандидатот на Вреди за градоначалник на Тетово Билјал Касами најавува поддршка за кандидатите на ДУИ во Кичево во вториот круг од гласањето наспроти предизборниот договор со ВМРО ДПМН за меѓусебна поддршка. Во гостување за албанска телевизија јавно потврди дека Вреди во вториот круг ќе го поддржи Фатмир Дехари од ДУИ во Кичево наместо кандидатот на ВМРО ДПМН Александар Јовановски. Според Касами, поддршка ќе биде обезбедена во сите места каде има албански кандидат, но очекуваат поддршка и од интегративците во Бравиница и Долнани, каде Вреди и ВМРО ДПМН ќе ја водат битката во вториот круг. Прекранин Крчов кандидат на БДИС? Po sigurisht si në Kërqov, se nuk kaloi kandidat jonë dhe si në vendet tjera Domethënë kudo që janë në balotazh, shqiptarët ju do bashkoheni me ta. Po unë besoj që edhe BDI po e bën të njëjtën sepse në Bërvenic është një komunë në afër Tetovës që ka shku kandidati i Vlenit me kandidatin e VMRO-s. Në Dollnen, që është një komunë në rrafshin e Pellagonis afër Prilepit, qytetit të Prilepit, kandidati i Vlenit me kandidatin e VMRO-s. Ne urojmë që edhe BDI të përka kandidatët tonë. Појасниот став на Касами, партискиот штаб на Вреди побрза со реакција за гласањето во Кичево, повикаа кичевчани сами да одлучеле. Гласовите ни ги имаме во џеб за да ги вадиме кога ќе посакаме. Ставот на нашиот кандидат за општина Кичево, Фатмир Лимани, беше јасен уште од почетокот на изборната трка. Оној што ќе влезе во вториот круг ќе биде поддржан. Но имаме нова ситуација во која се објавени компрометирачки материјали кои го разголуваат кандидатот на НАИ и го лишуваат од секое морално право да извршува јавна функција. Тој не се повлече и токму тоа ја прави секоја јавна поддршка скоро невозможна. Кичевчани сами треба да ја донесат оваа тешка одлука, реагираат од Вреди. Владеачката ВМРО ДПМН повика наместо со етнички теми да се прават поделби, да се стави фокус на обединувањето. Ние, како што знаете, сме за обединување на вредности, наместо етнички прашања и теми кои што предизвикуваат поделби во јавноста. Тоа го очекуваме од сите политички зрели фактори, затоа што секое спротивно однесување на тоа е слично на ДУИ, кое што беше жестоко поразено на овие локални избори. Во битката за градоначалничката позиција во Тетово во вториот круг влегуваат кандидатите на Вреди и ДУИ, а разликата во гласови е 3756 во корист на Вреди. Дали ќе се случи обединување на македонските гласови во Кичево, за сега е неизвестно. Опозицијската СДСМ најавува нивен став во текот на следните денови, дали ќе го повикаат членството да даде поддршка за кандидатот на ВМРО ДПМН, што беше случај во изминатите изборни циклуси. По изборниот пораз во Чајро, ДУИ не се достапни за информации. Побаравме став дали постои договор за поддршка во вториот круг со Вреди во местата со претежно албанско население, онака како што најави Касами, но не добивме одговор. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.